Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. 11 часот време е за најновата емисија насловена како Радио Полиграф. Оваа емисија е замислена како едночасовна дебата која оди во живо. Во неја учествуваат гости и стручни лица, аналитичари и политичари со кои ќе разговараме и ќе ги анализираме најактуелните теми од Македонија, регионот и светот. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Одиме веднаш со денешната тема посветена на изборната победа на републиканскиот кандидат милиардерот од Њујорк Доналд Трамп. Изборот на Трамп за нов американски претседател беше неочекуван за многумина, кои сметаа дека неговиот пристап до гласачите и проблематичните изјави против мигрантите и понежниот пол ќе предизвикаат револт кај американците кои ќе гласат против него. Но и покрај ова, како и големата медиумска подршка која ја уживаше, демократскиот опонент Хилари Клинтон не успеа да стане првата жена американски претседател. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Републиканецот Доналд Трамп издвои историска победа на претседателските избори во Соединетите Американски држави и кога сите го потценија, тој успеа да ги освои потребните 270 електори за негов избор. На 20 јануари тој ќе ја преземе функцијата од претседателот во заминување Барак Обама. Ноќта на 8 ноември кога и се одржаа изборите во САД, откако се беше јасно дека Трамп ќе биде нов претседател, Хилари Клинтон не се обрати за да ја честита победата, но потоа Трамп изјави дека таа му честитала преку телефон. Обама ги повика американците да го поддржат неговиот наследник, нагласувајќи дека сите првенствено треба да бидат патриоти и најави дека ќе има мирна транзиција на власта во земјата. Обама ги повика приврзаниците на неговата демократска партија да не бидат разочарани од победата на републиканецот Трамп и да го поддржат во заложбите за успешно обединување и раководење на земјата. Во првиот ден откако Трамп беше избран за претседател, тој се сретна со Обама во овалната соба во Белата куќа. Во оваа прилика се сретна и актуелната и идната прва дама на САД, Мишел Обама и Меланија Трамп. Целиот свет ја дочека победата на Трамп со шок и неверување. Илјадници луѓе, од кои поголемиот број студенти излегоа на улиците во сите поголеми американски градови за да го покажат незадоволството од изборот на своите сограѓани. Тие скандираа: "Не си мој претседател", а ситуацијата ескалираше во сојузната држава Орегон, каде што во текот на ноќта во четвртокот беа уапсени 29 лица, откако според полицијата демонстрациите се претворија во нереди. Демонстрантите почнаа да кршат прозорци на објектите и да палат контејнери, пошто се судрија и со полицијата. Трамп повторно се огласи на Твитер критикувајќи ги демонстрантите. Само што имавме многу отворени и успешни претседателски избори. Сега непрофесионални демонстранти поттикнати од медиумите протестираат. Многу нефер, напиша Трамп. По изборот на Трамп за претседател и на Мајк Пенс за подпредседател, се поизвестно е дека поранешниот градоначалник на Њујорк Руди Джилијани би можел да се најде на функцијата државен обвинител, а како кандидат за шеф на претседателскиот кабинет се споменува Рајнс Прибас, актуелен претседател на Републиканскиот национален комитет. Помалку известно е кој ќе се најде на местото државен секретар, односно шеф на дипломатијата. Американските медиуми шпекулираат дека за таа функција постојат 4 можни кандидати, а најголеми шанси во овој момент има единствената жена меѓу нив, Пола Добријански. Пола Џон Добријански е надворешно политички експерт, која имаше клучна улога како дипломат и креатор на политиката во кабинетите на 5 американски претседатели, како демократи, така и републиканци. Таа е експерт за источноевропскиот регион и голем познавач на состојбите на Балканот, како и во поранешниот Советски сојуз, но е експерт и за воено-политички работи. Покрај Добријански, за сега се уште неофицијално кандидати за државен секретар се Њут Гингрич, кој беше главен соработник на Трамп во кампањата. Потоа актуелниот претседател на Сенатскиот комитет за надворешни работи Боб Коркер и поранешниот американски амбасадор во Обединетите нации Џон Болтон. Предизвик на Трамп за формирање на својата администрација ќе биде да обезбеди доволно жени во својот кабинет.
Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Токму така во студиото денеска мои гости се главниот и одговорен уредник и уредник во ТВ Сител и главен и одговорен уредник во Дневниот вестник вечер, колешката Ивона Талевска и Клековски аналитичар. Добар ден. Слушнавме од прилогот и слушателите може да слушнат тема денеска нели изминатиот период. Главна тема во светските медиуми и воопшто во светската политичка јавност е изборот на републиканецот и милиардерот Доналд Трамп за нов претседател на САД. Ивона, како го коментираш овој избор кој за многумина беше шок? Одлично. Мислам дека Америка конечно може да има една добра и стабилна иднина пред себе, посилен економски раст и унапредување на вкупните меѓународни односи во светот, без при тоа нели американскиот империализам да биде приматот кој што ќе биде наметнуван на сите останати земји во светот. Господин Клековски, вие? Ова е еден од изборите каде што очигледно сите аналитичари, рейтинг агенции и медиуми промашија во прогнозата кој ќе победи. И сите ќе мора да анализираат зошто се случи таква грешка, која не е прв пат се случи во Велика Британија со изборите и со референдумот. Оно што може би е значено дека изборот на кандидат кој нема претходно политичко искуство, од една страна да, тој е голем ризик, од друга страна тоа е можност за нов почеток, бидејќи он го нема багажот од претходниот ангажман во политиките, како што го имаше очигледно Клинтон, кој очигледно багаж многу тежеше. И прашањето е сега дали таа можност да за еден ресет да направите еден нов почеток, како нормално ќе биде искористен. Тоа не со ресетот на американското општество, но ли сметате дека на 70 години е премногу доцна да се почнува некаква кариера? Сметам политичка кариера. Премногу доцна е за Хилари Клинтон на 60 и некоја година да допрва да влегува во Белата куќа, кога целиот живот го поминала во Белата куќа. Затоа е премногу доцна. Но на 70 години вие да имате таа желба да успеете, да се наметнете себе си, да ги победите сите релевантни агенции против кандидати, политички скептици и светот и да станете председател, тоа не е доцна, тоа е за почитување и за восхит. Да забележам дека и Берни Сандерс, кој успеа да енергизира многу млади луѓе, всушност не беше млад, беше 74 години, и веројатно староста не е битна, туку идеите што ги носите. Од друга страна, мислам дека може би не победи толку Трамп, колку што изгуби Клинтон. Бидејќи ако се погледнат бројките, Клинтон има потфрлено некаде околу 5 милиона гласачи во однос на 2012 резултатот на Обама. Од друга страна, Трамп едва успеа да го повтори, може би да не го повтори, потврди резултатот на Мит Ромни, кој можеме да се согласиме не беше некој впечатлив кандидат. Затоа може повеќе да разговараме за зачарување на американската јавност, која по надежта која донесе Обама, доби кандидат од демократите кој не нуди надеж, кој не може да мобилизира латино или афроамериканци или млади луѓе, бидејќи нема со што да ги нема политики со кои ќе ги мобилизира, и мислам дека може би демократите најмногу си пукаа самите себе во ногата и наместо консолидација со трет мандат на тоа што е направено за време на Обама, веројатно ќе бидат многу поголеми губитници од тоа што сега изгледа во моментот. Ивона, од аспект на нашата професија, медиумите, американските и светските медиуми направија буквално тотален промашај во проценките за тоа кој ќе победи на овие избори. Се даваше голема предност нели на Хилари Клинтон наспроти Трамп. Каде утна светските и пред се американските влијателни медиуми кои нели и ние самите ги следиме и им се дивиме на некој начин како тоа го работат, но овој пат тотален промашај. Мислам дека е во парите за кампања целата утка направена.
Хилари фрлаше заедно со нејзиниот сопруг огромни пари во медиумите, купени беа буквално сите, со надеж дека купеното јавно мислење ќе придонесе за поголем број на гласови. Во суштина, кога ќе се види разликата 5 милиона помеѓу Обама и Хилари Клинтон, разлика во гласови кои што Клинтонка ги изгуби, отидоа на сметката на републиканецот Доналд Трамп. Во суштина ние немаме помал одзив на овие избори отколку претходно, но ако се анализира структурата на населението кое што гласа, можеме да забележиме дека сите оние кои што живеат, ајде условно да кажеме нормално, значи кои што јадат шунка, месо, кои што се хранат нормално, кои што јадат, сите тие гласаа за Трамп, а оние кои што јадат не ГМО храна, органски цедени сокови и слично, се структурата на население кое што гласа за Хилари Клинтон. Така што Клинтон не направи мобилизација ниту на сопственото членство, ниту на нови гласачи, но Трамп успеа да ги доведе кај себе сите. Добро, тоа е секако формулата за успех. Иначе точно дека скоро сите помашија, најверојатно затоа што имаше многу скриени трамписти. На анкетите многумина кои гласале за Трамп се самеле да кажат дека би гласале за Трамп, и тука мислам дека се изместени поголем дел од анкетите. Второто, не знам дали видовте атмосферата вечерта, Хилари организираше следење на изборите во некој огромен стадион или хала, некоја огромна што беше со илјадници прежаници, што мене, за разлика од Трамп, кој имаше организирано следење на изборите во лоби на хотел. Мене ми се создаде впечаток кога почнав да ги следам резултатите на изборите, дека веќе однапред се знае победникот, и мислам дека тоа беше мач со две оштици за демократите. Играјќи на сигурна карта дека добиват, мислам дека направи да многу нивни гласачи викат, па што да излеземе да гласаме, секако добиваме. И на таа претходна помала мотивација дека Клинтон не е баш кандидат кој ќе ги мотивира да излезе да гласат, направи да еден дел од луѓето што би гласале за демократите се остана дома. За разлика од нив, Трамп направи се да навлезе во бастионите на демократите. Например, типична е државата Висконсин, каде што победи Трамп, каде што на партиските избори победи Берни Сандерс, не Хилари Клинтон. Хилари Клинтон ние во кампањата нема посетено државата, затоа што во таа држава 40 години наназад победува демократски кандидати. Никош не се случило да победи републикански кандидат. Сега победи Доналд Трамп. Зошто? Едноставно демократите, естаблишментот го подцени гневот на клучните држави, индустријските држави околу големите езера, Мичиген, Висконсин, Охајо, Пенсилванија, ги подценија нивните собствените гласачи таму, и ги подценија и со недостаток на програмска понуда, бидејќи нив не ги интересираат комплексни прашања као LGBTQ заедници, нив ги интересира дека нема работа. Од друга страна, Трамп навистина, ако погледнете листата што би направил во првите 100 дена, пола од работите се однесуваат што би направил за работничката класа на Америка. Почна. Што е малку извртено, мислам, ова е многу важен момент. Десницата се обраќа на работничката класа, измешани се која е природна основа на социјалдемократските партии, иако демократската партија е далеко од социјалдемократска партија, по ова што ние разбираме во Европа како социјалдемократија. Нели, Хилари Клинтон држи говори за Goldman Sachs за $250,000 и мене тоа не ми личи на никаква социјалдемократија. Хилари е корумпирана до срж, тука немаме дилеми, никој не може тоа да го... Ама овој феномен за одливот на работничката класа кон десницата веќе се случи во Велика Британија, бидејќи еден значаен дел од гласачите на УКИП, на Најџел Фараш, всушност се лабористи, традиционално гласачи на лабористичката партија, што е делумно проблем со левицата и социјалдемократите, што кога ќе станат естаблишмент и што нудат на тие што на посиромашните класи што претходно ги застапувале.
Тргна Трамп да ги освојува, да освојува работничката класа и посиромашните. Првиот ден по изборот му се обрати на Марк Цукерберг од Facebook. Дечко, ти премногу ја злоупотребуваш приватноста на сите американци и затајуваш данок со селењето на бизнисот надвор од Соединетите американски држави, регистрацијата на компанијата. Истото го направи со собственикот на Amazon.com, го обвини за затајување данок и го направи, заборавив уште со која беше од големите социјални мрежи, интернет компании, кои што сите знаеме дека нели најголем дел од капиталот и компаниите ги префрлија во Ирска за да добијат даночни олеснувања вредни милиарди долари. Apple беше третиот гигант. Apple беше нели на кој што му кажа дека мора да го врати производството назад во Соединетите американски држави, да го пресели од Кина дома, за да се зголеми бројот на вработени во Америка и вработеноста чинам дека околу 5%, ако не се лажам, да тој процент да се намали. Он значи влегува сега во директен судир. Не е тоа судир, тоа е како дел од пресметка, тоа е и пресметка. Не е ни пресметка, тоа го направи Путин кога дојде на власт, ако се сеќавате, ги повика сите да го вратат капиталот назад и да инвестираат во Русија, најголемиот дел го направија тоа. Не го направи само Ходорковски, кој што заврши 20 години во затвор. Трамп пробува да го направи истото, да го донесе производството дома, да ја зајакне домашната економија. Нивни проблем е како ќе го направат тоа, зборам на корпорациите и бизнисмените, да го донесат капиталот дома, бидејќи тврдат дека не им се исплати производството да се врати во Соединетите американски држави. Но де факто враќањето на производството дома многу ќе зајакне американската економија. Ќе врати американската економија. Парите ќе се донесат дома, нема да имаме веќе даночни затајувања и сето тоа ќе допринесе за нејзино зајакнување и поинаква доминација во светот. Сега тоа можеби да испреќа делумно лоша порака кон Кина, каде што е преселено најголем дел од производството, меѓутоа не верувам дека ќе влие на зголемување многу на стапката на невработеност во Кина. Може би повеќе би имало политички реперкусии, бидејќи ако се погледне сега целата слика, барањето за зајакнување на домашното стопанство, обидот да се затоплат односите со Русија по секоја цена, а овде имаме голема изолирана Кина, може би само да значи некакво друго поместување на односите меѓу големите сили во светот. Ти благодарам Ивона, ти благодарам Клековски, имаме краток тука предвиден е краток блок на реклами, па се враќаме подоцна студијата. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота 11 часот. Се враќаме назад у студиото, мои гости денеска Ивона Талевска и Сашо Клековски, тема американски избори, победата на Трамп. Ивона, што ќе промени доаѓањето на Трамп во Белата куќа како председател на САД на внатрешен план во Соединетите американски држави, пред се на надворешен план, бидејќи тоа нас интересира како свет, конечно. Дали ќе има некоја промена во политиката? Апсолутно ќе има промена во политиката. Прво, нема да владае семејство, ќе владае цел тим на стручњаци и експерти кои што ги има покрај себе Доналд Трамп. Тоа е првата работа. Втората работа е што ќе се намали можноста од корупција во администрацијата на Белата куќа и во самиот врв на Соединетите американски држави, бидејќи тој е првиот милиардер во историјата кој што станува председател. Првиот милиардер американец кој што станува председател. Третата работа е што тој тим ќе работи корпорацијски. Нема да работат само за заштита на интересите на големите корпорации, туку корпорацијски како тим. Значи ќе се бара успех од секој американец. Плюс планот да се донесе производството што е излезено од Америка назад во земјата заедно со одлеаните пари, ќе треба да направи многу посилна земја на Америка него што е таа во моментот. На надворешен план, неговата желба за подобрување на односите со Русија и нели прифаќањето на таа понуда од Путин веднаш по резултатите од изборите во Америка, значи дека ќе имаме, мислам дека нема да имаме веќе војни, ај директно да го кажеме. Или тензии околу... Нема да имаме веќе војни, непотребни бомбардирања. Колку и да беше добар Обама, излегува со едно наследство од 7 војни. Не една, него се 7 војни. Мислам дека бројката драстично ќе се намали и дека ќе се оди на една поинаква политика во меѓународните односи на меѓусебно договарање помеѓу големите сили. Секако дека некој ќе биде изолиран, меѓутоа не верувам повторно дека ќе има војна, мислам дека ќе има значително намалување на вкупната војна индустрија во Соединетите американски држави. Сашо? Оно што можев да го видам како први мерки најавени од
Доналд Трамп што ќе направи во првите 100 дена, во огромном беа мерки насочени кон внатрешните потреби на Америка. Од политички реформи, например, ограничување на бројот на мандати во Конгресот, што еден конгресмен може да го има за да се спречат доживотните конгресмени, барањето да се укинат некои од извршните овластувања на председател, што многу американци го сметат како заобиколување на Конгресот, најавените мерки за работничката класа, кој, морам да кажам дека пријатно ми изненади дека Берни Сандерс се огласи, рече дека доколку Трамп побара е спремен да ги подржи мерките за подобрување на позицијата на работничката класа и нормално доколку ги избегне неговите претходни ксенофобични, антимуслимански или слични изјави, што патем природен после изборот изјавата за забрана на муслиманите да влезат во Македонија беше избришена од неговиот профил. Значи, патем ова со објавување на конкретни мерки во 100 дена многу ме подсети на ВМРО ДПМН и како ВМРО ДПМН ги правеше работите, што значи дека Трамп влегува од првиот ден во кампања за следните избори. Пошто ова е веќе влегување во кампања. Тој ќе биде, јас мислам 4 години во кампања ќе биде. За следните избори и претпоставам дека тоа што е без багаж ќе му возможи нормално да некои овие работи полесно ги направи. Сега клучно е да видиме кои ќе бидат членовите на кабинетот во Америка, за да видиме какви се понатамошните намери, посебно во надворешната политика, иако самото рефокусирање, кој веќе почна и со Обама, не вплеткувањето на Обама подлабоко во сирискиот конфликт, значеше едно завртување према дома, бидејќи таа потреба за решавање на проблемите дома беше јасна. Трамп, предпоставам, уште повеќе ќе се насочи кон дома, така му изгледа листата за домашни задачи, се исклучи од домашни работи, што веќе ќе биде одредена промена во геостратегијата, значи напуштање на понатамошно напуштање на улога на светски полицаец или корекција на грешките што претходно републиканците ги направија со претераната реакција на 11 септември и влегување во непотребни војни далеку од дома. Која Обама не успе у 2 мандата да ја врати. Мислам дека тука има и еден друг геостратешки интерес на Америка. Русија заради конфликтот и поларизацијата со Запад се повеќе се ориентира кон Азија, кон Централна Азија, кон Кина. На Европа и на Америка не и треба союз на Русија со Кина. На Европа и Америка и треба Русија која ќе биде европски ориентирана, не азиски ориентирана. И затоа ја гледам не всушност дека тој љубов кон Путин, туку прагматичен интерес на американците да ја вратат Русија на европската патека, не да ја туркат понатаму во некакво сојужниство со Кина, која за нив би била, предпоставам, многу лоша комбинација. Затоа и реков дека може да дојде до затоплување на односите меѓу Русија и Америка за вкупна изолација на Кина, да не заборавиме дека ако решат да ги наплатат државните обврзници, Америка е банкротирана земја. Во секој случај нив им се исплати Кина да биде изолирана. Трамп најави дека за секој пропис што ќе биде донесен во Соединетите Американски држави, треба 2 други да бидат укинати, спроведува значи регулаторна гилотина. И звучи смешно, меѓутоа така е. Од истиот пријачник изгледа мерките, што кога читав дека имат 7 даночни стапки и дека се на 500 место во светот по нејасност на прописите и на даночната регулатива, веројатно им треба малку поедноставување на целиот тој дел. Меѓутоа на Свети Никола гласаат електорите. Ние го ставивме веќе Доналд Трамп во Белата куќа да видиме електорите дали ќе го потврдат резултатот на изборите. Формално. Не секогаш, значи до сега не сме имале преврат, меѓутоа не секогаш електорите гласаат како што се резултатите на изборите. Јас не би сакала да верувам дека ќе соберат толку многу храброст да ги поништат резултатите од изборите и нешто друго да изгласат, меѓутоа таа опција се уште е во игри, на големо се разговара
и се преговара со луѓето како ќе гласат на 19 Меѓутоа декември. не треба да отфрламе ништо, бидејќи овие избори сами по себе беа нели куриозитет или преседан во досегашната американска политика. Пред се нели бевме сведоци прво на чуден тип на водење на кампањите со обвинувања, со закани. Тоа ми се следните прашања. Сега сакав да искоментираме малку околу протестите. Јас не паметам, не знам вие дали паметите дека после изборниот резултат во Соединетите Американски држави да има протести. Колкав обем се на тие протести, бидејќи по медиумите гледаме дека, не знам Ивона колку ги следиш, дека има протести поради победата на Трамп во Соединетите Американски држави на улиците. Колку е? Не ги следам многу тие протести, меѓутоа вака горе-доле што ќе погледнам нешто, тоа е не е тоа револт на народот против победата на Доналд Трамп. Токму тоа сакав да прашам, дали Тоа е револт на приврзаниците на Хилари Клинтон, кој што треба целата програма и план зацртани за овие избори да ги исполнат до крај. Значи, колку работи жената и целиот нејзин тим ги утнаа во оваа кампања безброј. И ова сценарио на протести е дел од таа кампања доколку ги изгубат изборите, што и де факто се случува. И ова е последица од целата таа атмосфера која има во Демократската партија, кои сметаат дека 100% ќе победат, нели? Тие сметаат дека доживотно им следува мандат во Белата куќа и за нивните деца исто така, меѓутоа верам дека Клековски повеќе на оваа тема мислам дека се случува слично како после Брекзитот. После Брекзит референдумот имаше демонстрации против резултатите на референдумот. Се чини дека либералните елити и естаблишмент ги проектираат своите желби и потреби, не работат напорно да ги остварат тие желби, и после тоа се шокирани од резултатите на дали на референдумот во Британија или на изборите во Америка, и после некој друг име крив за тоа што они не биле спремни напорно да одработат, почнувајќи од избор на соодветен кандидат, свој кандидат. Мислам дека тоа е неможност да се соочи со реалноста. Реалноста каква е, таква е, мораме да се соочиме. Мислам дека дури Обама покажа многу повеќе капацитет за справување со ситуацијата, бидејќи резултатите се тие. Не верувам во чудо дека електоралниот колеж ќе се одлучи да ја промени јасната волја на државите, на граѓаните во Америка. И бидејќи тоа би бил многу опасен преседан, исто како што сум сигурен дека парламентот во Велика Британија не би се осудил да ја преиначи волјата на граѓаните на Велика Британија, иако мнозинството пратеници, огромното мнозинство на пратеници, лабористи и конзервативци во парламентот се проевропски ориентирани, се за останување во Европска унија. Бидејќи на крај мораме да го испочитуваме резултатот и кога не ни се свија. Тоа е дел од демократијата. Е многу лесно вие да го прифатите резултатот кога ви се свиѓа, кога се поклопува со вашите лични желби и аспирации. Многу е тешко да го прифатите поразот и да кажете, окей, ги изгубивме овие избори, одиме понатаму. Имаме иницијатива сега Калифорнија да се покренува иницијатива да видиме дали постои интерес за распишување референдум во 2020 година, кој што би требало да се одржи за излегување од Соединетите Американски држави по истата логика. Они се шеста економија во светот, параат парите да ги трошат за себе, не за Соединетите Американски држави. Добро, тоа ќе го анализираме во иднина. Сега во функција на оно што го рече ти околу нели протестите на изборите. На глобален план имаме изјава од поранешниот шеф на НАТО Андерс Фог Расмусен, кој рече дека доколку во првите 100 дена Трамп како председател не действува, така е речено, не действува против руската агресија или ќе доживее почеток на крајот на НАТО. Дали сметате дека Трамп можеби ќе го послуша Расмусен? Клековски? Значи, не верувам дека во првите 100 дена Трамп воопшто ќе мисли на надвошни политички теми, бидејќи НАТО нема да му ги добие изборите. Мислам, не му ги добие овие избори, нема да му ги добие ни следните избори. Дополнително прашање, колку на Америка е потребна
НАТО, земајќи во обзир дека најголем дел од капацитетите на НАТО се всушност американски капацитети, општите капацитети. Да, колку и треба на Америка. Најголем дел од европските земји имаат underspending. Добро, сега тука е политички значајното, значи НАТО е деумно таму и за да ја држи Америка вклучена, бидејќи изолационизмот со кој сега се јавува, тој не е од вчера завчера. Америка има историска склонност кон изолационизам. Значи Америка била економска сила, меѓутоа до Првата светска војна се држала целосно на страна од глобалните политики, пошто Америка е доволно голема да биде самодоволна. Значи тие се покомплексни работи и не би ги сведел дали НАТО ќе обстане, дали сега ќе се покажат завид на русите или нема да се покажат. Мислам, малку е покомплексна приказната од моменталното демонстрирање на сила на источните граници на ЕУ. НАТО има интерес да има војни, да се троши. Да се трошат пари за војни. Да, дали е Русија баш добар пример на неа да се трошат, бидејќи знаеме... Зошто би се заострували понатаму односите со Русија? Па добро, новата администрација која ќе влезе во Белата куќа, веројатно судејќи според она што беше најавувано и политиката која застапува, веројатно нема да биде како демократите предводени со Хилари Клинтон. Дали се зборуваше дека доколку Хилари Клинтон влезе ќе биде еден тип на односи со Русија, сега веројатно Трамп ќе воспостави нови односи, бидејќи веќе има некои затоплување на некои релации помеѓу Кремљ и Белата куќа. Во секој случај предпоставувам, но он имаше најави. Трамп имаше најави дека ќе го ревидира и соработката со НАТО, зошто Америка да дава толку пари, нели, за земјите членки, можеби повише се исплаќа да не дава толку пари, сама да се организира таа одбрана. Значи наместо силите на САД, наместо силите на НАТО да бидат само сили на Соединетите американски држави. Добро, очекуваме да видиме што ќе биде. Тука влезе нели оваа најава на Расмусен. Види, меѓу републиканците има јастреби кои сакат војно спротивување на Русија. Да не забораваме дека имаше многу републикански конгресмени сенатори што го повикува Обама војно да интервенира, директно да интервенира со војска во Сирија. Кои барат директно американско вклучување во Украина со испораки на оружје, со испорака на војни советници на владата во Киев. Оно што е значено дека всушност најголем дел од тој надвршно политички естаблишмент на републиканците пред изборите се огради од Трамп. И сега ќе биде многу интересно, пошто клучните полиси мейкери на републиканците за надвршна политика се беа против Трамп, ќе биде многу интересно да се види кој ќе биде решението за секретар на Стейт департментот, пошто од таа личност мислам дека ќе зависат дел од овие работи во која насока ќе одат. Се споменува Пола Добрински, кој е надворешно политички експерт за источноевропскиот регион, се спомнува Њут Гингрич, кој беше главен соработник на Трамп во текот на кампањата и беше во представничкиот дом. Има имења кои би биле, нели, во Стейт департментот. Во секој случај за тоа и за односите со Македонија, веднаш по краткиот блок реклами. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото. Мои гости денеска Сашо Клековски и Ивона Талевска. Господине Клековски, прашање: Соединетите американски држави по изборот на новиот претседател Трамп ќе продолжат да го градат патот на добра соработка со Македонија, вели Марк Барнс, советник на новоизбраниот американски претседател. Тој истакнува дека никој не смее да го смени уставното име и идентитетот на Република Македонија. Дали ова е на некој начин почеток на некаков сигнал од Вашингтон што не очекува како Република Македонија за односите со новата администрација во Белата куќа? Значи, не би можел да коментирам, бидејќи не знам која е позицијата на господинот Марк Барнс, што е точно неговата... Сега советник. Што е точно неговата улога, значи малку повеќе ќе се знае која ќе се знаат кој ќе биде секретар на департментот, кој ќе биде луѓето што ќе водат надворешната политика. Од оно што познавачи на состојбите
го коментираат најголем дел од имињата што се спомнуваат за шефови на американската надворешна политика би биле поволни за Македонија. Јас би подсетил дека деумно заради пријателството на Борис Трајковски и Буш, деумно заради понатамошно развивање на односите помеѓу ВМРО, ДПМН и Републиканската партија, има повеќе лични комуникации. Сега малку матна ситуацијата, кои републиканци ќе останат само републиканци, а кои републиканци ќе бидат во новата администрација, се уште не е јасно. Например, тука наши политичи имаме развиени односи со Мекейн, меѓутоа Мекейн застана доста против там, така да мислам дека малку е нејасно да се види кои се луѓе ќе бидат во новиот кабинет и како тоа ќе влие на односите со нас. Меѓутоа, дали во заблуда или не, има одредено уверување дека републиканците се подобар избор за Македонија отколку демократите. Тоа е прашање посебно за дебата, ама мислам дека републиканските политичари имаат појасни изјави околу Македонија, членството во НАТО, поддршката за членството во НАТО и сличните прашања, што дава можност да во овој еден ресет на американската политика за поголем ангажман, наш поголем ангажман во Вашингтон и возобновување на старите врски или градење на нови врски, бидејќи нас не е необходно да го имаме Вашингтон порешителен во однос на некои прашања, секако во корист на Македонија. Да, и доколку нели онаа вест која вчера Ивона, не знам дали ја прочита, дека во кабинетот на Трамп, шеф на кабинетот на Трамп ќе биде човек кој има грчко потекло и поврзан со грчкото лоби. Дали и во тие околности републиканците ќе бидат наклонети кон Република Македонија? Треба да видиме кој ќе биде тимот на негови советници, вака како што рече Клековски, малце лов во матно. Ние Добро, ние сепак нагаѓаме сега, спекулираме, со неколку имиња кои ќе биде како ќе биде, меѓутоа навистина е неблагодарно сега секој пласира информација што му одговара за да добие повеќе како позиција. Сепак да се надеваме нели дека ќе се подобри нели политиката кон нас, бидејќи ние влегуваме сега. Во секој случај досегашните негови соработници и советници во кампањата кои што му беа де факто имаат наклонетост кон Балканот, де факто имаат пријателски односи кон цела Европа, не само кон Балканот, така што во тој дел ние можеме да бидеме 100% сигурни дека односите ќе бидат подобрени. Сега да кажам јас во која насока ќе бидат подобрени, не можам. Дали ќе се зголемат инвестициите, дали ќе биде силно лобирање за прием во НАТО, дали ќе биде отстранување на грчкото вето за членство во Европска унија. Значи има модалитети на кои што ќе се соработува во иднина, останува да се стрпи во уште еден месец па да видиме како ќе течат работите. Да видиме, да очекуваме се најдобро. Тоа беше денешната емисија. Ви благодарам за денешното учество во Радио Полиграф. Благодарам. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Изминатиот час ја следевте емисијата Радио Полиграф, трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Автор и водител на емисијата Дејан Андоновиќ, техничка реализација Далибор Зафировски. Сабота, 12 ноември 2016 година. Пријатно попладне. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија.